Новоизбраниот председател на владата Димитар Ковачевски утрово ги презеде функцијата и кабинетот од досегашниот премиер Зоран Заев. Примопредавањето на премиерската функција се одржа во владата. Универзитетскиот професор Ненад Марковиќ, анализирајќи ги Заев и Ковачевски, дошол до заклучок дека се работи за две сосема различни политички фигури. Разликата меѓу Заев и Ковачевски е евидентна. Не знам дали е намерно или случајно избран Ковачевски, во смисол да биде еден комплетен, прво како персона, како тип на лидер, како тип на политичар, да биде комплетен контрапот на Зоран Заев. Ковачевски е еден сосема друг тип на политичар кој има, кај кој тешко се читаат емоции, прво и основно. Ако зборуваме таа теорија на лидерство каде што има разни профили во политичката психологија кои се дели од теоретската и од академската литература, он е тој тип на лидер кај кој тешко се читаат емоции, кај кој тешко се читаат намери и кој прилично енигматичен. Првите чекори кои ќе ги повлече и првите евентуални промени на политики во однос на претходната влада или некакви иновации или потврдили помеки позиции кон Бугарија и така натаму ќе го дефинираат за понатаму. Новата влада предводена од Димитар Ковачевски беше избрана синоќа во собранието со 62 гласа за и 46 против, а без воздржани. Во експозето пред пратениците Ковачевски рече дека фокусот на владината програма е на граѓаните, економијата и на справување со последиците од пандемијата и енергетската криза. Тој посочи дека не се потребни нови избори, најавувајќи зголемување на пензиите и раст на минималната и просечната плата, како и реформи во образованието. Говорејќи за спорот со Бугарија, Ковачевски рече дека разговорите ќе продолжат и ќе бидат интензивирани без да биде загрозен идентитетот на народот.